особено во студиото е, како и секој понеделник, со својата викенд колумна Љупчо Поповски. Љупчо, добро утро. Морам да кажам дека во текот на разговорот ќе се вклучиме и со колешката Тања Милевска од Брисел, дописничката, бидејќи сакам да прокоментираме посетата на Ковачевски. Ковачевски кој инаку требаше денеска овдека да биде, ама морал премиерот, се разбира, да забиде за Штип некаква таму во врска и така. А тоа па ќе видиме дали ќе успееме наредниве денови нешто и да поразговараме со него во студио. Љупчо, да тргнеме со воведот на твојата колумна, одnosno првата половина која што е на известен начин и вовед во втората половина од колумната. Ние тоа го разговаравме овдека и со колегата Дејан Андонич минатата недела, меѓутоа се работи за една жестока борба на британскиот премиер да остане на власт, бидејќи навистина му се распаѓаат работите по сите основи, а од друга страна тој е таков еден, како да кажем, тефлон политичар, е тешко да се каже, тоа е веќе востановена една квалификација за луѓе кои ништо не им се лепи на кожата и така, меѓутоа доживеа многу сериозни удари, самиот подсетуваш 4 оставки, меѓу кои на некои најблиски негови функционери. Но сакам да те замолам да раскажеш причината заради која шефицата на кабинетот, неговата долгогодишна соработничка, си поднесе оставка, а ти предлагаш, ако тоа такво нешто се случи во Македонија, се прогласи национален празник. Ајде да видиме се што станува. Празник на демократијата. Значи, само мала исправка, таа не е шефица на кабинетот, туку шеф за политика. Значи, уште повеќе... Да, повеќе од тоа. И шефот на кабинетот си поднесе оставка, а ова е клучниот советник за политика. Шеф за политика, значи највисокото можно звање што би можел некој од советниците да ги има, и таа се вика Мунира Мирза. 14 години му е десна рака на Борис Џонсон. Уште дека беше градоначалник на Лондон, некако своевидно таму како што пишувам алтер его негово. Значи причината за незината оставка не се забавите што беа организирани во пролета 2020 година во Даунинг Стрит, во самата зграда, во седиштето и во градината на Даунинг Стрит. Туку причината е една за наши услови, би рекло дека неверојатна ситуација, што би било незамислено, затоа што Борис Џонсон во една жестока размена на мислења во парламентот го обвини лидерот на опозицијата дека не работел доволно додека бил Кир Стармер на лабористите. Тој од 2008 до 2013 беше директор на обвинителството, има таква функција. А во 2011 година почина еден фламбојант, како да кажем, водител Џими Савил. Некој од многу постарите се сеќаваат, беше на Top of the Pops водител со бела коса долг, и после неговата смрт 2012 се испостави, значи многу позната личност во Британија, дека злоупотребувал многу млади девојчиња, значи околу 300. Неговите шоуа инаку беа врзани со детски емисии, детски музички шоуи и така натаму, и скандалот беше огромен. Додуше, откако тој почина... Мислам, уште се влече тој скандал, бидејќи во основата на тоа лежи дека одредени политичари и полициски и обвинителски службеници ги прикривале доказите за тоа. Во тоа време бил, пред да почине година-две, Кир Стармер, обвинителот, директор на лидеров на опозицијата, директор на обвинителството, и сега Борис Џонсон го обвини него дека не работел да го гони. И тоа предизвика во Британија. Тоа инаку стара расправа. Британците таа расправа уште која Кир Стармер стана водител на опозицијата, се отвори тоа и веднаш се затвори, бидејќи сите се согласија дека тоа не било во негова надлежност и така натаму. А Џонсон сега безобразно, спасувајќи се себе, јас го слушав тој негов говор во парламентот, со големи свиркања беше проследено тоа, сето тоа, негодување од неговите сопартици, меѓутоа тој остана на таа тврдење дека требало да поднесе, обидувајќи се да му контрира. Сега неговата клучната советничка Мунира Мирза поднесе оставка затоа што вели дека по тоа писмото, јас го цитирам, бидејќи е изворедно писмото напишано во тоа колку го почитувано, вика, јас ве советував
да му се извините на Кир Стармер, бидејќи е недозволиво еден премиер да го обвини лидерот на опозицијата да за нешто што можело да направи и не направи. Тоа е апсолутно неморално. Јас ве советував да се извините, но вие не се извинивте. Вика, можеби за вас има време тоа да го направите во наредните денови или недели, но за мене е доцна. Јас морам да се заминам од оваа ситуација, затоа што ова е недозволива околност во која што јас можам да останам. Да те преведам сега во домашниот контекст, бидејќи целата приказна ја користиш именно како една поука за тоа како во една Британија, каде што расправите се жестоки, морам да кажам, дури пожестоки од кај нас, бидејќи во нашиот парламент нема такви безобразлуци, дури би рекол, како што има во британскиот, на едно друго ниво до душа. Меѓутоа ја користиш приказната за да кажеш дека во политиката може да има принципи кои што се и надпартиски, и дури на врвни нивоа да се поднесуваат оставки заради вакви, би се рекло за наши прилики, неверојатни околности да шефот сега за политика на шефот на опозицијата или на власта да поднесе оставка зашто не се согласува за едно извинување. Тоа звучи. Јас не би сакал тоа директно да се свати за лидерот на нашава опозиција сега што се случи, но кога вие имате 5 пати неделно, кога некого обвинувате дека е криминалец, дека зема корупција, дека малите партии се корумпирани, дека тие се уценети, дека како и кога тие политичари од нивните трабанти, дали во партијата или во медиумите, се слават како многу херојски политичари, ја не можам да сватам во која насока ние може да отидеме. Јас затоа и реков, ако 3% барем од ова се случи кај нас, би било некаков празник на демократијата, но не верувам ни дека еден ќе може да се случи. Затоа јас дури во една колумна предлагав да се направи Министерство за деманти на пресконференција. Мислам, бидејќи работата на опозицијата е да ја мониторира власта, да предупредува, да вади скандали, некои од тие скандали се извади така. Меѓутоа ние имаме по 2-3 пресконференции дневно во кои што гледаме дека со море од лажни обвинувања, се тоа во форма на прашање, така, но едно инсистирање да се направи една ситуација за да се каже се е катастрофа, се е катаклизма, ворен избори одма. Значи имаше, еве сега да го спомнеме лидеров на опозицијата, некој имаше изјава дека тој дознал дека Ковачевски и Крешник Бектеши земале мито. Ниту кажано, ниту ништо. Значи, основата е популистичка. Ама од онаа крајен популизам. Значи, сите што не се поврзани со одредената партија, сите се недостојни за било каква функција во општеството. И сите, и овие што се представниците на ВМРО, ДПМН и други некои партии се единствените носители на народниот суверенитет или представници на народната волја, дека само тие го представуваат народот, а другото се може да се фрли во ендек. Сега да направиме транзиција кон она што беше најактуелно викендов, а тоа е и дел од твојата колумна, а тоа е прославата за Гоце Делчев и така натаму. Мислам, за жал, таа токсична атмосфера која што од криминали, корупција и политички расправи за некакви, би рекол, приземни теми, се сели и кон оваа меѓународна ситуација која што имаме со Бугарија, па таја се потоксично станува именно и заради разни притисоци политички да се злоупотреби целиот тој пакет кој што го договараат премиерите на Бугарија и на Република Северна Македонија, а се погоди, како што и самиот констатираш во текстот, баш 150 годишниот од раѓањето на Гоце Делчев, кој така една се разбира сензитивна тема и во Македонија, а се повеќе и во Бугарија. Како поминавме овој викенд со тоа? Мислам дека ќе Ја прогласив нерешено. Нерешено, да. Значи, ние имаме, мислам дека и во бугарското и македонското општество имаме многу непознатици како едното и другото општество го перцепираат. Не само Гоце Делчев, туку Јане Сандански, Даме Груев и така натаму. Сосема е логично ова што ние го тврдиме дека тие се борци на вистина за автономна Македонија во време на Турската империја. Но кога ќе видиме дека огромен дел од нивната активност
учење и така било во рамките на бугарската екзархија, тоа нас малце не ни оди. Па затоа што немала тогаш Македонија немала, самостојна. Така ние тврдиме, значи, не знам колку пати заедно сме многу години во новинарството, па не знам колку пати сме пишувале, мислам сме читали така за училиштето во Ново село во Штип, кај што предавал Гоце Делчев. Никогаш не се спомнувало дека тој предавал на бугарски јазик, бидејќи било училиште на бугарската екзархија. И тоа е на кој друг јазик да на кој друг јазик да преведе. Ама тоа било премолчено затоа што како да кажам, во изградбата на македонскиот литературен јазик и на нацијата во последниве 70, 80, 90 години, не е важно, некои работи се знаат, ама помалку се спомнуваат. Или пак ние, значи, знаеме многу луѓе од Македонија одат во градот Сандански на Бања таму. А порано беше Свети Врач. И сега, зошто го промениле 49-та година во Свети Врач? Зошто Невроко 51-а е сменет во Гоце Делчев? Значи има, не е само да се украде националната припадност на Гоце Делчев. Очигледно, во тие 2 милиона бегалци што се уште од 23-та година во со размената нели на грчко-турската размена на населението што се отидени, значи тој наследен таа иконокластика кон Гоце Делчев кон другите живеела не само во Бугарија, туку и кај луѓето што дошле во Бугарија. И нормално е нешто да се пренесе. Искрено да кажам, не разбирам зашто е тоа толку нервозно. Мислам, ги разбирам јас провокаторите на бугарска и на македонска страна. Гледам дека има еден голем бран кој што се дигна од луѓе кои што по никоја цена нема да сакаат да дозволат да се направи некакво некаков договор и тука има апсолутно. Мислам, во тоа има искрени луѓе кои заради своји некакви идеолошки верувања, националистички и така натаму веруваат. Во тоа има и професионалци кои што ќе направат се за да не дојде до тој договор. Меѓутоа, де факто, ние ќе мора да се навикнуваме дека нема ништо страшно ако и некоја друга делегација ставила цвеќе или кабана или не знам што венец на некој споменик, и ние тоа истото таму и така натаму, и дека е бесмислено да се тркаме. Мислам, јас ја гледам и оваа расправа сега на монетата на, не знам, на Хрватска, ќе стоел Никола Тесла, па сега чиј е Никола Тесла, бабу е таму. Тој како, не знам, како расправата меѓу австриците и германците, чиј е Бетовен, а чиј е, не знам, кој, та бабу роден, наму свирал. Мислам, на крајот на криштата, не знам што е толку страшно да се споделуваат значајни личности, кому му пречи ако сака да... Јас сум уште еден ако сака да чествува некоја важна личност, мислам. Значи Бетовен е роден во Бон, а целата негова кариера е во да кажам, Виена. Сега што треба да правиме околу тоа? Например, има двајца многу важни личности од културата, уметноста во Европа и во светот. Значи едниот е Густав Малер, другиот е Франц Кафка. Двајцата се евреи. Да. Малер е роден во Јихлава, денешна Јихлава во Чешката република, поранешна Чехословачка, во Австро-Унгарија. Кафка е роден во Прага и тој евреин пишувале на германски јазик. И двете земји, значи сегашна Чешка, претходно Чехословачка, го слават како нивни, не како нивни, туку како заеднички писател. Сега тие не можат да го одвојат дека тој е роден во Австро-Унгарија. Тој не е ни австриец. Добро, политичкиот... Како Гоце Делчев што е и роден и загинат во Отоманска империја. Политичкиот пакет околу Гоце Делчев се разбира од страна бугарите да го негираат постоењето на македонска нација, затоа сме ние толку чувствителни, инаку тој се разбира дека е едно од најважните личности во нашата некаква, па и митологија околу, бидејќи без митови нема нации, и тоа е јасно дека е дел од таа приказна. Љупчо, јас на линија имам Тања Милевска од Брисел, бидејќи додека овдека се водеа расправите околу учествувањето на Гоце и така натаму. Македонскиот премиер имаше својата прва посета на Брисел, па би рекол ги прилично успешна, релативно кратко време по стапувањето на премиерската функција. Тања, ти имаше и интервју со господинот Ковачевски за МИА, бидејќи си дописник на МИА и така натаму. Ајде малку прво, какви ти се впечатоците, како помина Ковачевски на европско и на НАТО ниво при посетата во Брисел?
Би рекла дека е за прва посета на вистина успешна за Ковачевски, бидејќи го примија и Столтенберг, и Мишел, и фон дер Лајен, и новата председателка на Европскиот парламент. Со Мишел имал тет-а-тет, значи без присуство на било кој друг, тука не знаеме, немаме многу детали што се зборувало, претпоставуваме дека за Бугарија во голем дел станало збор. Сигурно. Така што дефинитивно мислам дека е и имаше голем интерес, исто сакам да истакнам голем интерес од медиумите странски тука за интервју, меѓутоа немаше време за многу интервјуа, така што одбраа само еден белгиски тиражен весник, меѓутоа дефинитивно Северна Македонија не е заборавена целосно. Па морам да кажем дека јас дури се изненадив, бидејќи апсолутно комплетниот врв на Брисел му одвои внимание. Ја гледав пресконференцијата како и сите други, предпоставам, со Столтенберг. Столтенберг е еден искусен волк, мислам, кој што тоа одамна знае тоа како го прави, но поентите беа направени не само и заради оваа руско-украинска криза, туку и заради македонската позиција во целата балканска ситуација, би рекол. Тања, со мене е Љупчо Поповски со студиото, предпоставам дека не следеше и така. Љупчо, како тебе ти се гледа, пред да ја прашам Тања за детали од интервјуто, како тебе ти се гледа посетата на Ковачевски? Значи, добар почеток, мене ми е жал што мене лично не ми е жал, туку на јавноста, дека таа помина малце во сенка во настаните од Гоце Делчев. Мислам, првиот дел, тоа пресконференцијата со Столтенберг, што беа кажани многу важни, дека мора да преземете некои тешки одлуки кои што рече, така мислам беше Тања, дека мора да преземе Македонија, да очекува ако мора да се преземат и некои тешки одлуки. Тоа беше пораката за овие дека сите обвинувања што ние наводно застануваме. Сега си членка на НАТО и нема веќе враќање. Мислам, таа порака и го надфрла самиот Ковачевски и самата Македонија. Тоа е порака за целиот. Така е за целиот. Ја гледав после и на Euronews и на France 24, тие пораки ги пренесоа, само што беше искористена посетава на Ковачевски. Ја не сум сигурен колку овие и Лајен и Мишел ќе може да притиснат и така натаму во односов со Бугарија. Пораките се добри, приемот е добар, но не би можеле да очекуваме некакви чуда. Имаше една друга посета која овдека помина апсолутно незабележана, тоа беше на Каролина Штадлер, министерката за Европа во Австрија. Таа беше во Софија пред 3 дена за да разговара за Македонија. Претходно се сретна со Ана Лирман во Виена, исто така да ја подготват незината посета во Виена. И таа изјави се враќа многу поголем оптимист во Виена, тоа го пренесоа австриските весници од Софија, отколку пред да отидам. Така што нешто очигледно се движи. Сега што се движи? Па добро, тоа помалку и го гледам. Тања можеби повеќе знае. Тања, што се движи? Што вели премиерот Ковачевски во интервјуто за мија дека се движи? Како што видовте во интервјуто, самиот кажа дека има план, се работи секојдневно дефинитивно на разноразни нивоа, на разноразни комисии, експертски, значи целта е сега во овој момент на вистина да се подигне на високо ниво да се подигнат билатералните односи, нели ќе се менува и амбасадорот, мислам ќе се испраќа нов амбасадор, како што рекоа, многу искусен, не знаеме уште кој ќе биде, но истакната фигура од МНР, така што имам впечаток дека Ковачевски и Петков сега се фокусирани максимално да дојдат до некакво разбирање, да ги изгладат односите, да ја спуштат топката, и тоа е пораката исто која што и Мишел и фон дер Лајен ја испратија до европската јавност. Продолжете така, ако има рамка, каква рамка ќе биде тоа, дали ќе биде во писмена форма или не знаеме. Ковачевски не даде многу детали околу тоа, меѓутоа важно е да се добие впечаток дека работите се градат врз здрав темел, за да може до јули и крајот на француското претседателство и таа конференција за Западен Балкан Макрон што ја планира, конечно да се деблокира. Меѓутоа, уште еднашка, нема никаква гаранција, и тоа што мислам дека
Ковачевски таа полка што ја извлече можеби од почетокот на мандатот на Заев е дека не треба да се подигнуваат очекувањата во однос на ЕУ, сите остануваат многу внимателни и министерот за надворешни и вице-премиерот за европски прашања, сите се уште многу внимателни, чекаат да видат што ќе биде во јули, да чекаме и францускиве избори да поминат. Добро, де факто, Љупчо, се прави повторно една, како да кажем, се гледа тој една угорнина која што ќе треба да се да се изведе, да се изоди до јуни. Меѓутоа јуни може да биде триумф за сите заинтересирани, значи не само за Македонија и за Бугарија, туку очигледно дека и французите би биле пресретни кога тоа би можела да биде главната тема на откочување на Балканот и така. Некако вин-вин атмосфера, освен за опозициите во Бугарија и во Македонија, некако се создава вин-вин атмосфера, ама нема да биде лесно, Љупчо, не? Па нема да биде лесно. Ја доколку Макрон победи на изборите, значи околу првиот круг е во април, вториот на почетокот од мај, ми се чини. Тој ќе сака таа победа, па изборите се некаде во јуни парламентарни, да запечати со некаков меѓународен успех околу проширувањето. Тоа не е единствениот што би сакал да го запечати, но доколку победи Валери Пекрес, например, ако влезе во вториот круг, таа е исклучително кандидат на десницата, класичната десница, таа е исклучително воздржана за проширувањето кон Западен Балкан, да не зборуваме Марин Ле Пен ако биде. Така што па дури оној новинар од крајната десница. Така што тоа во целата ситуација за Македонија најдобро Макрон да победи, затоа што би можел да ги продолжи политиките кои што ги најави уште пред 3-4 месеца. Но стварно би можело да биде 3 победи во едно, 3 во едно, како е да. Значи, за сите. Ако смеам само, Љупчо, да додадам нешто, точно е дека Макрон бара некаков меѓународен успех, не би рекла дека проширувањето на ЕУ или Северна Македонија се тоа за него било каков успех. Во моментов Макрон максимално фокусиран на Украина и сака да ја одигра таа улога на брокер во разговорите со Путин. И сакам исто така да додадам дека дури да се деблокира прашањето со Бугарија, да не заборавиме дека во секој момент може од некаде да излезе и некоја трета, четврта држава со некаква нова блокада, од некаква сосема трета, четврта, пета причина. Значи имаме искуство, нели, 20 години со Европската унија и треба да останеме умерено оптимисти. Тања, само на кратко, имаш 30 секунди. Ковачевски во интервјуто кај тебе вели дека ако оваа европска приказна не успева и не се одвива до овој правец, има и други сили на Балканот, па и во Македонија, кои што можат целата стратегија да ја загрозат. Беше поспецифичен во навестувањето на тие други сили, кажал, бидејќи тоа звучи и како закана кон Европската унија и така натаму. Како е твојот впечаток околу тој негов став? Тоа не е ново, тоа е наратив на нашата влада и на многу други влади на Западен Балкан кога зборуваат со Европската унија, внимавајте, исто беше и со вакцините. И на дело се покажа тоа, нели, Европската унија не одговори на предизвикот со вакцините, и Северна Македонија се спрта кон Кина. Не беше Ковачевски експлицитен кои се тие трети сили, меѓутоа знаеме кои се тие сили. Европската унија е многу добро запознаена со тоа и стравува и самата од тоа влијание, но очигледно е и дека не стравува доволно за да преземе по смели чекори. Тања Миловска, благодарам од Брисел. Љупчо, постојат ли други сили кои што реално може да се вмешаат и да, како да кажем, да расипат оваа нашава европска, ајде сега ќе кажем под наводници, пежоративна игранка, заради тоа што не се одвива како што треба, а тие имаат секако простор да делуваат против тоа? Па Тања не ги спомна, ама сите ги знаат на памет тука. Не зборуваме тоа се. Русија, Кина, Турција, генерално, сите од различни интереси. Ако ова што го најави Вучич и Ши Џинпинг на средба во Пекинг на Олимпијадата, дека Србија ќе станува центар на економската транспортација на стоките од Кина низ Европа и дека ќе прават посебен договор за слободна трговија без даноци, царини и така натаму, можете замислите како тоа би можело да се шири
низ другите земји во регионот, така, и ние влегуваме преку тоа отворен Балкан на тој начин. Или натаму, бидејќи и Србија има своји договори за данъчни олеснувања преку со Европската унија, а за Русија да не би требало да потрошиме ни два збора. Сето тоа е целосно јасно. Исто така и за Турција. Таа се очекува, иако пречекот на Турција, на Ердоган во Албанија беше многу климав пред една недела. Значи, тој дојде таму на годишнината на смртта на Скендербег, значи за човекот што се борел против еден датум. А таму да отвараше некои стамбени објекти што ги граделе турците, или Ремета отиде во друг град таму да не биде во исто време со него. Така што тука се малце не може да се рече по-чисти работите, а малце по-компликувани. Еве така, да. Љупчо Поповски, Тања Милевска, благодарам и на двајцата. Убав еден утрински брифинг за овие теми што го преокупираа вниманието во последните 2-3 дена.